Почитувани пратеници, почитувам председавач, имам чест што пред овој состав можам да го бранам финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2022 година. Агенцијата за супервизија на осигурување представува самостојно и независно регулаторно тело со јавни овластувања утврдени во Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот. Агенцијата во рамките на своите надлежности се грижи за законито и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија со цел да обезбеди заштита на правата на собствениците и корисниците на осигурување. Работењето на агенцијата се финансира од надоместоци кои таа ги наплатува од друштвата за осигурување, осигурително-брокерските друштва, друштвата за застапување во осигурувањето, банки и други лица врз кои спроведува супервизија, вклучувајќи годишен надомест за спроведување супервизија, надоместоци за давање дозволи за вршење работи на осигурување, осигурително-брокерски работи и работи на застапување во осигурување, надоместоци за давање лиценци за осигурителен брокер и застапник во осигурување, надоместоци за давање дозволи за вршење работи на овластен актуар и надоместоци за давање согласност согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот. Висината и содржината на наведените надоместоци и давачки се утврдени со тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурувањето и роковите за уплата и истите соодветствуваат со проценката на реалните трошоци на агенцијата, доследно почитувајќи ги принципите на ефикасност и економичност во незиното работење. Годишниот финансиски план на Агенцијата за 2022 година е подготвен во согласно со одредбите од членот 158 став 2 и 3 од Законот за супервизија на осигурување. Истиот содржи процена на планираните приходи и расходи потребни за непречено извршување на основните функции на агенцијата. Во сегментот на приходите за 2022 година сакам да истакнам дека вкупните планирани приходи на Агенцијата за супервизија на осигурување се во износ од 95.090.602 денари, односно за минус 6,01% се помали од планираните приходи во 2021 година, кои беа планирани во износ од 101.173.865 денари. Работењето на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во најголем дел се финансира од годишен надомест за спроведување супервизија, кои претходно се планирани на ставката собствени приходи, кои за 2022 година се во износ од 90.885.602 денари, по основ на годишен надомест за спроведување на супервизија на друштвата за осигурување, осигурително-брокерските друштва и друштвата за стапување во осигурувањето и банките. Приходи од квартален, паушален надоместок за спроведување на супервизија на друштвата за осигурување, осигурително-брокерските друштва и друштвата за стапување во осигурувањето и банките. Издавање на дозволи и согласности за вршење на работи на осигурување, осигурително-брокерски работи и работи на застапување во осигурувањето во постапка согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќај. Планираните собствени приходи за 2022 година се за минус 4,74% пониски од планираните приходи по истиот основ за 2021 година. Намалувањето се должи на намалување на бруто полисираните премии за осигурување и приходот од провизии, кои што представуваат основа за зафаќање за годишниот надомест на спроведување на супервизија, каде што се земаат податоците од финансиските извештаи на друштвата за 2020 година, а сето тоа е резултат и влијание од последиците на COVID-19 врз секторот на осигурување. Во сегментот на резервниот фонд, сакам да ви ја кажам и тамо состојбата, како стоиме, а ситуацијата е вака. Резервниот фонд на агенцијата, тоа се значи средствата кои агенцијата не ги потрошила од претходните години, ги чува во резервен фонд. Резервниот фонд на Агенцијата за супервизија на осигурување ги акумулира своите средства согласно член 158м од Законот за супервизија на осигурување, заклучно со ревидираниот финансиски извештај на Агенцијата за 2021 година, и тој изнесува 121 милион 537.935 денари.
Со финансискиот план за 2021 година беше планирано негативна разлика помеѓу вкупните планирани приходи и вкупните планирани расходи за 2021 година, која се јавува како резултат на реализација на капиталниот проект потреба за набавка на софтвер, односно ново апликативно решение за прибирање, обработка и чување на супервизорски податоци од субјекти на пазарот на осигурување, кои ќе ги задоволи барањата на европската регулатива и ќе предвиди можност за воведување и имплементација на стандардите од супервизорските стандарди, односно од директивата Solvency 2. Истите овие средства се покриени од средства на резервниот фонд од минатата година во износ од 32 милиона и 700 илјади денари, согласно Законот за супервизија на осигурување, член 158. Со оглед на досегашната реализација на финансискиот план за 2021 година, набавката на софтверот се реализираше од средства од тековното работење, односно од остварените приходи во текот на 2021 година. Да бидам појасен, значи средствата кои планиравме да ги искористиме од фондот, не успеавме да ги заштедиме од буџетот финансискиот план во 2021 и целиот износ потребен кој требаше искористи од резервниот фонд го исплативме од непотрошените средства во текот на 2021 година. Ви благодарам на вниманието. Благодарам. Дали некој бара збор? Во ред. Бидејќи службите имаа можност да ги запишат сите оние кои што се заинтересирани за збор, прва за збор се јави пратеничката Рашева Мизрахи. Повелете. Благодарам, господин Стојановски. Разгледувајќи го буџетот на ова држава од година во година, посакав од институтот и побарав да се направи една анализа на планирани средства од година во година во последните 15 години, како и конечни завршни сметки. Видов дека она кој што го планира државата никогаш не е усогласено со конечните и завршни сметки, меѓутоа исто така заприметив дека постои еден магичен круг на исцрпување на државните средства преку агенции и фондови. Еден таков пример беше во последнава година Зелениот фонд, кој што требаше да изгласаме дека подигнува 29 милиони евра од државата, без при тоа да видиме по која програма ќе работи. Значи, фондови во име на фондови, агенции во име на агенции. Па се извинувам, меѓутоа јас би сакала заеднички да го поминеме овдека финансискиот план кој што е доставен на агенцијата. Имам еден куп прашања кои што би сакала да ги одговорите. Во предговорот стои: агенцијата во рамките на своите надлежности се грижи за законито и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување во Република Македонија со цел да обезбеди заштита на правата на собствениците и корисниците на осигурувањето. Работењето на агенцијата се финансира од надоместоци кои таа ги наплатува друштвата за осигурување, осигурително-брокерските друштва, друштвата за застапување во осигурувањето, банки и други лица во кои спроведува супервизија, вклучувајќи и така натаму. Значи сте дале опис на она што го работи. Сега, во планирани приходи. Ставка 715. На ставката приходи од услуги за 2022 година е планирано остварување на приходи во износ од 4 милиони 200 илјади денари. Ке ве молам, ако може само... Колеги, ве молам, констелацијата на салата е таква да се што се зборува се слуша и дури кога не е озвучено. Не сме во Борис Трајковски, така одлучил претседателот на Собранието, и покрај тоа што има голема заинтересираност, и покрај тоа што има активни ковид мерки, затоа ќе ве замолам додека сме во оваа сала да се придружуваме вака барем на една мирна атмосфера, за да може колешката пратеничка да продолжи фокусирано со својот говор. Благодарам. Значи, приходна ставка 715, на ставката приходи од услуги за 2022 година е планирано остварување на приходи, велите, во износ од 4 милиони 200 илјади денари. Јас сите денарски вредности кои што се наброени ги претварам во евра со цел поедноставно прикажување на сликата за работењето на агенцијата за јавноста. Тоа се 68.300 евра. Велите,
по основ на пријави за учество на обуки и полагање на стручен испит за проверка на стручна подготвеност за вршење на осигурително-брокерски работи, работи на застапување во осигурувањето и работи на актуар. Намалувањето на приходите од услуги се за 27,08% и се должи на тоа што обуката и стручниот испит на добивање на дозвола за овластен актуар се спроведува во периодот од април 2021 година до јуни 2023 година, а приходите за обуката и стручен испит за добивање на дозвола за овластен актуар се остварени на почетокот на спроведувањето на обуката, односно приходите во целост се остварени во 2021 година. Па прашањето би било тука. Значи, вие сте ги собрале средствата, меѓутоа не сте извршиле тестирање, не сте извршиле обуки, обуките се планирани до јуни 2023 година. Само ќе ве молам да завршам. Агенцијата, велите, за 2021 година не ги спроведе двата планирани циклуси за обука и организирање на стручен испит за проверка на стручна подготвеност за вршење на осигурително-брокерски работи, работи за застапување во осигурувањето, од причина што договорот со економскиот оператор Инвока беше раскинат од страна на владата на Република Македонија. Сега, кога беше раскинат договорот и зошто дури во ноември 2021 година е склучен нов договор? Значи, првото прашање е кога е раскинат тој договор. Колку месеци беа поминати од раскинување на договорот? Ова е чист доказ за мене како корупцијата и криминалот кочат процеси во домашната економија. Колку во 2021 година имаа добиено дозвола за властени актуари и брокери? Како е по години? Може ли да се побараат податоците и да се види од година во година? Ќе успорам ако ви треба да запишете. Во контекст на обуките и полагањата, каква е потребата од спроведување на специјализирани обуки за актуари и брокери? Како расте осигурителниот бизнис? Каква е потребата од изучување на оваа проблематика? Ова се круцијални прашања, меѓутоа исто така би сакала да одговорите. Како тоа сте ги земале средствата за обуки и тестирање во 2021 година и се во овие извештаи, а тестирањата и обуките ќе се извршуваат во јуни 2023 година или заклучно истиот датум. Дали ќе може господинот да одговори или јас да поминам целиот материјал? Ставите ги прашањата, објаснете, да потоа ќе одговорите. Значи имаме два циклуса за обуки и организирање на стручен испит за проверка на стручната подготвеност за вршење на осигурително-брокерски работи и работи за застапување во осигурувањето. И велиме дека истото тоа ќе го изведете во 2022 година, односно заклучно јуни 2023 година. Сте навеле дека причината била ковид кризата. Ковид кризата ниту е завршена, ниту можеме да предвидиме дека ќе заврши. По кој основ сметате дека земените пари веќе ќе имаат своја оправданост со обуки и тестирања, кога причината е неотстранета за прекин на обуките и тестирањата? Приходна ставка 720, приходи од камати во износ од 4000 денари. Приходна ставка 721, велите во износ од 1000 денари. Приходна ставка 750, меѓутоа не би сакала да се занемари моментот дека наведувате дека не се планирани приходи од кирии и закупнини за 2022 година, од причина што деловниот објект, односно палатата Лазар Поп Трајков, се уште е во постапка на добивање на технички прием. Ова и за колегите. Се уште е во постапка на добивање на технички прием, а имате израчунато средства за одржување на зградата пред Министерството за транспорт и врски на Република Македонија. Приходна ставка 750, сопствени приходи. На ставката собствени приходи за 2022 година планирате приходи со намалување од минус 4,74%, меѓутоа вкупен износ од 90.885.602 денари. Тоа е годишниот надоместок за спроведување на супервизија на друштвата за осигурување, осигурително-брокерските друштва, друштвата за застапување во осигурување и банки. Приходи од квартален паушален надоместок за спроведување на супервизија на друштвата за осигурување, осигурително-брокерски друштва, друштва за застапување во осигурување и банки. Издавање на дозволи и согласности за вршење на работи на осигурување, осигурително-брокерски работи и работи на застапување во осигурувањето во постапка согласно Законот за супервизија.
издавање на лиценци за осигурителен брокер, застапник во осигурувањето и издавање на дозволи за овластен актуар. Ставка 760 други приходи, односно вкупно планирани приходи веќе имате 95.090.602 денари. Многу поинтересни се ставките на расходи кои што ги наведувате. Во расходната ставка 401 потрошена енергија. Велите планирате расходи во износ од 1 милион денари. И објаснувате. Планираните расходи за потрошена енергија за 2022 година се на исто ниво во однос на планираните расходи во истиот основ за 2021 година, како да не сте чуле воглавно дека се работи за енергетска криза која што се повеќе зема замав во нашата држава. Без разлика што магарето надвор лета за одредени кои што сакаат така да го презентираат реалноста, цените на струја растат. Не знам како сте ги планирале овие средства, па дури и во објаснувањето ви стои. Агенцијата има во предвид најавата за поскапување на цена, не е најава реалноста. Треба да коригирате дека е реалност за поскапување на цената на електричната енергија во 2022 година, но согласно направените анализи, односно реализација на ставката потрошена енергија во 2021 година, средствата кои се планирани за оваа намена ќе бидат доволни за да се подмират трошоците. Значи во минатата година намаливте на потрошувачка на електрична енергија. Ве молам ќе одговорите после. Ќе одговорите подоцна, јас ќе ги именувам сите прашања. Во расходна ставка 403 други услуги. На ставката други услуги за 2022 година се планирани расходи во износ од 6.585.000 денари. Во противвредност евра 107.317 евра. И сега што имате тука наведено? Поштенски услуги 107.317 евра. Поштенски услуги, услуги за одржување на хигиената во деловните простории на агенциите, услови за тековно одржување на деловен простор во агенцијата, услуги за тековно одржување на заедничките простории на објектот Палата Лазар Поп Трајков, на кој што нема технички прием, телекомуникацијски услуги, телефон, интернет, повторно, независни нели од струјата и поскапувањето на струјата, објавите во весници и списанија, копирање, печатење и издавање, годишен извештај на агенцијата, прирачници за подготвување на стручен испит за вршење на осигурително-брокерски работи, работи на застапување во осигурувањето, флаери, брошури, одржување на возила, одржување на софтвер, кој што се спомнува во неколку ставки, ТВ претплати и останати неспоменати услуги, во вредност од 107.000 евра. Расходна ставка 404 превозни, односно транспортни услуги. Може би некој би замерил што спомнувам 400.000 денари, затоа што ставките кои што ги минеме во парламентот се најчесто милионски, меѓутоа морам да напоменам на страна 6, расходна ставка 404 велите. Транспортни услуги за 2022 година се планирани расходи во износ од 400.000 денари за набавка на услуги на такси превоз за потребите на агенцијата. А на страна 7 зборуваме за оперативен лизинг, наем на возила и ќе стигнеме и до таа точка, па двете не ми се баш најасни. Во расходна ставка 405 издатоци за реклами, пропаганда и репрезентација. На ставката издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација 22 година вие планирате расходи во износ од 3 милиони денари, односно 50.000 евра, како да нема економска криза во државава, тоа е за репрезентација и реклама и пропаганда, промоција на улогата на осигурувањето и супервизија на осигурувањето. 50.000 евра. Велите планираните расходи за издатоци на реклама, пропаганда и репрезентација се на исто ниво во однос на планираните расходи по истиот основ во 2021 година. Сакате да кажете всушност дека од година во година вие издвојувате 50.000 евра за рекламен материјал во држава која што, иако ги немаме се уште податоците, нема 2 милиони граѓани, па не ни се осигуруваат сите така да. Расходна ставка 408 имате наемнини. На ставката наемнини се 2.880.000 денари, 50.000 евра. Тоа е за наем на опрема, оперативен лизинг, односно наем на возила, исто како на страната 6, и наем на простори за потребите за одржување на обуки и стручни испити за осигурителен брокер, застапник во осигурувањето, актуар и друго.
Велите расходите по наведениот основ се за 23,08% повисоки од планираните расходи по истиот основ за минатата година. Зголемувањето се должи, велите, на зголемување на подставката наем на возила, и да, најголемата сума е под наем на возила, како резултат на завршување на договорот за набавка на моторни возила со оперативен лизинг за потребите на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, кој што е случен за период од 36 месеци и истиот завршува во средината на 2022 година. Значи, доколку тој договор завршува, објаснете ми кој нов договор го склучувате, за да имаме од една страна за такси, превозни услуги 400.000 денари, а овдека уште 50.000 евра за оперативен лизинг, наем на возила. Вика, планирана е нова набавка на моторни возила со оперативен лизинг за потребите на агенцијата, а имајќи го во предвид драстичното зголемување на цените на возилата на пазаров до споредба со 2019 година, за иста класа на возила планираните средства на расходната поставка наем на возила се драматично зголемени. Расходна ставка 409. Други материјални расходи. Во други материјални расходи имате предплата на стручна литература, списанија, весници и други изданија, адаптација и одржување на собствен деловен простор на агенцијата и други материјални расходи во вредност од 1.160.000 денари, односно 19.500 евра, речиси 20.000 евра. Што се однесува до стручната литература, морам да ви кажам дека предплатите на Медицинскиот факултет за стручна литература во целиот свет, значи се прибираат информации од Соединетите американски држави, од магазините кои што се релевантни во Јужна Америка, на европско тло, па дури и азиско тло, не достигнуваат од година во година 20.000 евра. Расходна ставка 410 провизија на платен промет, 200.000 денари. Расходна ставка 412 премии за осигурување, пола милион денари. Расходна ставка 413 дневници за службени патувања и патни трошоци, намалени за 7,55%. Овдека веќе земате во предвид дека ковид кризата не е завршена и правите паралела на минатата година со ова, бидејќи патувањата се скратени и тука признавате дека имаме непредвидлива пандемична состојба во државата која што ќе трае најверојатно и 2022 година, а не знаеме дали ќе се пролонгира во 2023 година. Во некои ставки е релевантно тоа што сме во ковид криза и во пандемија, а во некои ставки е не толку релевантно. Па велите, расходите по наведениот основ се пониски баш од таа причина. Се работи за 6 милиони денари, не баш мала сума, дневници за службени патувања во земјава и во странство. Патни трошоци за службени патувања во земјата и странство, сместување на службени патувања во земјата и странство и надоместоци за користење на собствено возило за службени цели. 6 милиони денари. Многу интересна е расходната ставка 414, надоместоци на трошоци за работници. На ставката на надоместоци на трошоци за работници во 2022 година планирате расходи кои што се поголеми за 13,35%, односно вкупен износ од 2.110.000 денари. Велите, тоа се за лекарски прегледи на вработените и останати надоместоци. Меѓутоа, ако се отвори табелата која што сте ја приложили од позади, се гледа дека на овој материјал лекарски прегледи се некаде околу 10.000 денари, се останато останува на останати надоместоци, односно на сместувања. И велите вака: зголемувањето е како резултат на зголемувањето на подставката останати надоместоци, каде се планирани средства за исплата на надоместок за закупнина на стан и трошоци на комунални услуги за користење на 20 членови на Советот на експерти. Вкупниот износ кој што го гледаме тука, господине, е 34.500 евра. Поделено со 12 месеци за тие 20 советници е 2.859 евра. Што значи по советник вие месечно плаќате за сместување 1.429 евра. Во што ги сместувате советниците, побогу? Навистина, во што ги сместувате? Во палати? Каде е тој смештај од 1.500 евра? Планираните надоместоци на поставката лекарски преглед на вработените, уште продолжувате, значи со наговестување дека тука има проблем, се пониски во однос на планираните расходи по истиот основ за минатата година. Значи не само што се 10.000 денари, туку се пониски од планираните во минатата година, ама затоа имаме илјадници евра за сместување и станови. Расходна ставка 415, негативни курсни разлики,
35.000 денари. Расходна ставка 416 чланарини. На ставката чланарини за 2022 година се планирани расходи во однос на 1.900.000 денари или 32.500 евра за годишна чланарина во International Association of Insurance Supervisor, годишна чланарина значи по различни агенции. 32.500 евра. Во расходната ставка интелектуални и други услуги имате намалување за 3,7%. Вкупниот исход е 9.100.000 денари или во превод 147.967 евра. Не заокружував на 150.000 денари, да не звучи илјади евра, да не звучи тенденциозно. Тоа се месечни надоместоци, односно паушали за членови на Советот на експерти кои не се професионално ангажирани во агенцијата со полно работно време. Би сакала расходната ставка 417 да ја објасните детално. Значи, секоја подставка да се објасни детално. Да ни кажете за колкав број на луѓе се работи, колку се тие индивидуални примања, бидејќи имате образовни услуги, односно услуги на едукатори, а едукации нема, ниту тестирање, ама имате обуки за едукатори. За потребите на одржување на обуки и стручни испити, кои што ги нема, бидејќи рековте дека на почетокот од текстот дека ги закажувате некаде до јуни 2023 година, бидејќи не може да се одржуваат согласно пандемичката криза. Сега преведувачи и лекторски услуги, надоместоци за комисија за избор на најдобар истражувачки труд од областа на управувањето со ризици и осигурување, комисија за спроведување на стручен испит за осигурителен брокер и така натаму. Сето она кое што рековте дека е блокирано да се изведува до јуни 2023 година, овдека носи износ од 147.967 евра. Па би сакала таа точка детално да ја образложите. Расходна ставка 418, останати други расходи. Овдека имате две подставки: конференција по повод 1 ноември, денот на осигурувањето во Република Македонија, и едукативни настани и други настани за потребите на вработените во агенцијата. Ковид криза, нема настани, бевме и во карантин, може и така пак да останеме. Вкупниот износ е 25.000 евра. Ви организирате настан по повод 1 ноември, денот на осигурувањето во Република Македонија, во вредност од 25.000 евра. Средства за градежни објекти. Само 5.000 евра. За ангажирање на проценител за утврдување на вредноста на градежното земјиште под објектот Палата Лазар Поп Трајков, дадено на трајно користење со одлука донесена на влада на Република Македонија. Доколку можете исто така да објасните каква е таа ситуација со објектот и зашто стои оваа расходна ставка 440, што зборуваме сега, која е вредноста, оценување на вредноста, определување на вредноста на градежното земјиште, зошто ова се прави сега? Расходна ставка 411, средства за опрема. На ставката средства за опрема, ова е исто така една од најинтересните ставки, 441, се планирани расходи во износ од 4.490.602 денари, односно 73.170 евра. И од оскора нас овдека сте напоменале дека ја намалувате ставката за 89,62%, што значи дека минатата година оваа ставка била со дупли износ. Значи некаде околу 140.000 евра. И велите, оваа ставка опфаќа информатичка опрема, софтвер и софтверски лиценци, мебел и друга опрема. За мебел издвојувате само 1.500.000 денари, значи од овие 73.000 и кусор, 25.000 евра одат на мебел, а сето останато оди на информатичка опрема, софтвер и софтверски лиценци. И па сте биле транспарентен и сте напишале исто така дека во 2021 година се реализирале набавки за IT опрема, софтверски лиценци за сервер сала и се имплементирал лог менеджмент систем. Значи сето е веќе обавено, ама уште 50.000 евра изгледа на некој многу му се допаѓа во агенцијата бројот 50.000 евра. Па ќе ве молам да образложите зашто дополнително 50.000 евра, кога веќе затворен, би требало да биде затворена потребата од IT опрема и софтвер од минатата година. Во калкулирани плати
Имате износ од 49 милиони 200 илјади денари за бруто плати согласно пополнителните позиции со актот за систематизација на работните места во агенцијата, но и планирате нови